Колку го негуваме македонскиот јазик? Што треба да се подобри во образовниот процес? Како да создадеме повеќе читателска навика, особено кај младите, односно кај основците и средношколците? На овие прашања, меѓутоа и на многу други, ќе се обидеме одговор да дадеме заедно со нашите гостинки, господја Лорета Георгиевска Јаковлева, која што е професорка на Институтот за македонска литература. Добар ден и добре дојдовте. И секако господјата Сонја Стојменска Илзесер, исто така професорка на Институтот за македонска литература, но и во една друга улога, председателка на Друштвото на писатели. Добар ден и на вас и на гледачите. Така, ќе започнеме со она што беше актуелно, може да се каже, особено во фокусот изминатата недела, меѓутоа е многу добра тема. Беше објавен списокот нели на новите ревидирање на новите лектири за основното образование. Се дискутираше многу. И двете учествувавте во дел од дискусиите и ги кажавте своите мислења и ставови. Но она што е многу важно, сега од оваа перспектива, ревидиран, како ви изгледа новата листа, има ли подобрувања и зошто всушност, на почетокот така да го конципирам прашањето, беше потребно ревидирање на овие листи? Ајде, да почнам јас. Па секоја лектира бара ревидирање. Значи, оваа одамна не беше ревидирана, тоа значи дека има некои нови книги, нови дела, нови околности кои што нели треба да се видат дали она што е понудено е во согласност со тие новини, со тие нов начин на живење или е нешто што треба да се замени. Таа листа долго време не беше ревидирана, а и не беше транспарентно донесена. Значи, јас и не знам, еве Сонја може би ќе ми помогна, како беше првично таа листа донесена. Она што брадува во овој процес беше дека сите релевантни институции беа консултирани што да се стави на листата, кои книги ги препорачуваат, што мислат дека е соодветно за учениците од 1 до 9 одделение. Што да речеме, прв пат, колку што ја знам, се случува во Македонија. Обично таа листа ја изготвуваше Бирото за образование со консултација на некои луѓе. И јас од секогаш сум се залагала за тоа дека институциите треба да бидат консултирани при носење на едни вакви одлуки. Во тој контекст сум многу задоволна затоа што сите имавме можности како поединци и како институции да кажеме што мислиме. Сега колку тоа беше прифатено, тоа е веќе прашање кое што и понатаму можеме да го дискутираме. Да, јас имав среќа да бидам повикувана во неколку наврати во Бирото за развој на образованието и во својство на представник на Друштвото на писатели на Македонија и во својство на представник на Институтот за македонска литература. И до некаде знам дека веќе сигурно повеќе од 5 години се разговара за овој список. Сега го гледаме списокот, го имаме. Она што е прв печаток, нешто дека премногу радикално се сменило, не е сменето радикално. Меѓутоа, пристапот... Беше ли неопходно? Неопходно беше. Да имаше лектири кои ние сме ги читале пред 50, 30, 40, значи не радикално. Беше неопходно да се подновува и да се размислува за тоа како новите генерации имаат потреби од, да речеме, тематски нови содржини или да се обмисли, едноставно да се обмисли од повеќе параметри. Овие последни години Бирото направи една акција во која вклучи и веројатно и родители, веројатно и наставници, предполагам дека и професори, не вклучи и нас од институтот, го вклучи и друштвото. Друштвото исто се заложуваше уште пред година-две сериозно да се обмисли од една своја перспектива колку фактички македонските писатели се тука присутни, но пак ќе речам, нешто премногу радикално не се смени, во смисла се смени дека имаме еден убав, богат список со многу изборна литература. Што значи тоа? Тоа значи дека веројатно мислењето за тоа како се учи литература малку се трансформира, се менува. Лично сум давам поддршка на едно такво
изборно. Да, сметате ли дека ова што во моментов го зборувате треба повеќе да се даде шанса на изборната литература или? Тоа сакам да ви речам. Шанса. Што е шанса? Вие кога ќе го видите списокот, веројатно ќе се зачудите колку сме ние среќни родители како нашите деца ќе бидат начитани. Овој список има, нели, во секоја деление десетина изборни книги. Дали 1, 2, 5, 10 деца од училиштето ќе ги прочитат сите книги, да не се лажеме. Тоа не е список кој сите наши деца ќе го усвојат. Меѓутоа, овој список им помага на наставниците да ја работат својата работа и ги поттикнува оние што навистина имаат интерес за читање да избираат, да учествуваат во изборот и, што е најважно, ги учи оние што воопшто немаат интерес за литература, сепак да имаат некој основен задолжителен интерес за литература. Прашањето зошто и каква лектирна програма, список, е прашање за тоа како ја замислуваме лектирата и што мислиме дека лектирата треба да донесе. Тоа е веќе посериозно прашање. Бидејќи сме уште на самиот старт и воведот, колку од она што сега е исфрлено од листата може да значи загуба за оние кои што нема да имаат прилика да го читаат? Не би рекла. Значи, книгите се објавени, секој што има интерес може да ги прочита. Ја би се навратила на прашањето на изборност. Секогаш сум се залагала за избор. Значи, кога имаме ние избор од повеќе, дури јас мислам дека треба да се остави простор 1-2 лектири во годината да бидат и по избор на наставниците и учениците. Затоа што изборот е секогаш многу важна работа. Не и значи исто дека јас ако нешто бендисувам и нешто што јас мислам дека треба да влезе во лектира, мисли дека треба да влезе и некое дете од 10, 11, 12 години и мислам дека е тука многу за мене, секогаш сум се залагала за оној што е наменета програмата да биде и сериозно прашан и сослушан. Да, тоа е многу важно. Треба ли и учениците да бидат консултирани? За мене апсолутно и јас оваа програма негде изјавив по овој повод. Значи јас да сум некој фактор на одлучување во државава, би ја пуштила оваа програма 1 година и потоа не со наставниците, туку со родителите, зашто друга авторитетот во училиштето, друга нели слободата домашна, со родителите да се пополни, апсолутно секој да пополни анкета, да каже која книга со задоволство ја читал, која не ја читал со задоволство, зошто е тоа така, која книга му представувала мачнина при читањето, бидејќи имаме и такви сознанија, нели што е она на што се воодушевуваат и да се има една сонтажа на мислењето за тоа што мислат децата на кои што е намената таа книга, бидејќи и вкусовите се менуваат, и интересите се менуваат, така што треба еден дел да биде насочен кон образование, нели литературно на децата, но другиот дел треба да биде насочен и кон создавање љубов кон книгата, а вие не можете да создадете љубов кон книгата ако наметнувате нешто што децата не сака да го читаат. Значи, треба да има многу убав баланс помеѓу воспитанието и забавата, интересноста и нели поттикнувањето кон читањето. Тоа е мое мислење. Апсолутно се сложувам дека овој список не е еднаш конечен. Од првиот момент треба да живее. Списокот треба да има фидбек постојано, да се види како ќе функционира понатаму. Зошто тоа го велам? Прво да се вратам пак на она прашање зошто ни е потребна лектирата. Ние преку лектирата 3 функции главно вршиме. Да, ги учиме на уметност книжевна, на естетика на литература, да сакаат да читаат, значи тоа е првата функција. Втората е нешто да научат од книжевно-историски аспект и третата е да бидат на некој начин да се воспитуваат педагошки, идејно да им дадеме некој насоки и така. Меѓутоа, лектирата е пред се и за се да создаде љубов кон литература. Значи, она навики, читачки навики, мислам секогаш дека е погрешно избрана синтагма. Тоа не е навика за миење заби, чешлање, не знам. Читањето е љубов кон книга. И ако таа љубов кон книга не се зароди
Додека човекот е млад, подоцна е многу потешко. Да, тоа лектирата има таа функција. Тоа е многу важно прашање, всушност да напоменеме дека и главната тема ни е наша тоа. Ги споминавме еве младите, дел од вашите предлози, односно визии како повеќе да сега не да се натераат, меѓутоа да им се создаде некаква љубов особено на основците за читање. Сметате ли дека генерално еве кај нас младите доволно читаат, да не ја користам синтагмата како што рече господин Елзезар, имаат доволно љубов за читање и како треба да се поттикнат што повеќе тоа да го прават во ова модерно време? На тоа прашање да се одговори бара сериозна истражување и сериозни анкети и сериозни квантитативни анализи за да се дополнат со квалитативни. Она што сега можам јас да го кажам онака што јас мислам е импресионистички, што предпоставувам дека е точно, е дека децата на таа возраст помалку читаат. И децата читаат главно нешто што им е филмувано или нешто што е филмувано произлегува затоа што е интересно за читање, значи авантура, мистика, фантастика, тоа е она што ги привлекува децата во таа возраст. Сега, ако вашијата лектира се состои од 90% поинаква литература, уште помалку ќе ги привлечете да читаат, уште помалку ќе сакаат да читаат. Меѓутоа, гледано па сега на еден степен после основното образование, ми се чини дека тука читателската публика се зголемува и рецепцијата тука е, јас такво сознание имам, велам може да не е точно, бидејќи никој во државава тоа не го истражувал со докази кои што се квантитативни. Мислам дека понатаму веќе почнуваат повеќе да читаат, дека или барем во погорните одделенија од училишта, од основно училишта, затоа што по моје искуство децата повеќе сакаат визуелно во тој период. Повеќе се насочени кон игри, кон филмови, кон цртани филмови. Токму затоа е лектирата. Значи, јас не би сакала да завлегувам во поле која е специјалност на една посебна наука што се вика методика по настава на литература. Тоа има сериозни специјалисти што работат на тоа. Ние како проучувачи на книжевноста имавме веројатно улога тука да посочиме кои книги ги сметаме за вистински естетски вредни, кои ги сметаме за светски класици, кои за македонски класици, каде може да се сретнат, што е убаво. Меѓутоа јас, ако мене лично ме прашате, лектирата ја сваќам како еден процес кој не би бил во редовната програма. Она што е канон, повеќе пати вртеше сега низ весниците мојата изјава за Рацин, канон наш македонски. Она што е канон, доаѓа во редовната програма. Редовната програма низ лекции на редовен час треба да се учи книжевно-историски канон, се што треба за една национална книжевност и паралелно и светска книжевност. Меѓутоа, она што е лектира треба да биде дури и забава. Јас повеќе би сакала лектирниот час воопшто да не се оценува, лектирниот час да е некое читалиште кое би било на крајот од седмицата работна, да не е тоа во рамки на програмата, да не е тоа одговарање на прашања кои се поставени однапред од некој што ја прочитал лектирата. Порано имаше такви тетрадки, половина реченица, па вие детето требаше да дополни. Апсолутно погрешен пристап. Литературата бара од детето пред се да има свој пристап, свое сваќање на тој текст. Да видите какви различија доаѓаат во разговор. Значи, не треба да одговараат децата за прашања од литература, како што одговараат по хемија, математика, не знам кои други предмети, туку треба да разговараат меѓусебно. И кога тоа би било едно читалиште кое би имало, можеби како еден лектирен клуб, во кој може би и не би се оставило само дома да ги читаат, туку баш би се читале текстовите на самите средби, може би и оние 10-15% што воопшто никогаш може би не ја прочитале лектирата, ќе седнат, па ќе ги слушнат другарчињата, па ќе се заинтересираат, па ќе сватат, па може би и треба
едноставно да се научат да читаат. Има деца што можеби немало кој да им покаже што значи да мислиш алегорично, што значи да ја составиш приказната во твојата свест и така натаму. Надоврзала на Сонја, имаше едно многу убаво искуство што го поминавме тројца колеги во Институтот за литература, потикнато од општина Центар. Не се сеќавам. Не е ни важно. Значи, некоја од локалниве власти пројави иницијатива во соработка со Институтот за литература, ученици од негде 6, 7, 8 и 9 одделение да се обидат да напишат есеј, а ние имавме задача да ги обучиме, да речеме што е есеј, што би тема да им зададеме и така. И јас искрено да ви кажам, бев многу пријатно изненадана, станува збор за колку годишни се тие деца, 10, 12, така негде, кои што размислуваат и за тоа што значи да си различен, што значи да си со психолошки проблем, што значи да си инаков од другите, како светот може да се спаси во смисла на екологија, размислуваат кои се световите се можни за во иднината и на кој начин би дошле до тие светови, нешто што не го очекувате од дете од 10-12 години, болеста како проблем во семејството, што не го очекувате за деца од 10 до 12 години, едноставно јас тогаш си го сменив мислењето што се би било забавно, интересно или поучно за оваа популација, оваа возрастна популација. И веројатно многу повеќе од она што ние мислиме дека тие можат да усвојат, совладаат, и во таа насока разговорите, значи кога ќе ги ослободите од оцената и кога ќе ги ослободите да учат папагалски реплики онака како што е целиот наш систем на образование, кога ќе му дозволите да мисли со своја глава и критички да мисли, тогаш добивате многу поубави резултати. А не може би да треба да се согласи со визијата или на наставникот, на професорот? Тука морам да бидам и самокритична. Мислам дека и ние, научниците од академската фела во областа на филологијата и на литературата, малку се занесовме со еден тренд што и измина во 60-тите, 70-тите години, беше структурализам книжевен, кај што да обработиш книжевно дело значеше да го расцепкаш на делчиња, да кажеш точно кој делчиња, да ги кажеш фактите, структурите. Не, веќе тоа замира. Особено со младите луѓе, и со младите луѓе треба да сватат што таа книга им носи како емоција. И со новата книжевна теорија. И што им носи како доживување, да имаат критичко мислење како за книжевноста, а преку книжевноста потоа и за светот во кој живеат. Јас ќе го земам само мојот пример, ве убаво рековте, може би треба таа методологија, тој пристап да се менува. Јас се сеќавам барем ние кога во тие најрана возраст читавме лектири, кога нешто станува обврска, не сакаш да го читаш. Имаш одбивност. Убаво е кога тоа би било флексибилно. Јас знам дека ние барем во тој мој потесен круг, што не мора да биде репрезентативен примерок, сакавме да читаме нешто што некој друг ќе ни го прераскаже, а ни се гледа како добро. Тоа биле и книги од странски автори. Во таа насока и овде сакам да ве прашам барем за мислење, во таа рана возраст дали е треба да се прави паралела помеѓу делата на странските автори или тоа мора да бидат македонски за деца да се запознаваат со нивните творештва? Сосема и релевантно во смисла, важна ние е како темата. педагози, веројатно педагозите, треба да водат сметка за баланс, и во овој список се води голема сметка за балансот, да доминираат македонски автори, да има и од светска. Апсолутно, ние на култура сама за себе не постои, мора да има мост меѓу култури, средба со други култури, и тоа треба да биде мантра на целото образование, особено во областите на хуманистичките науки. Апропо лектирата, мислам дека списокот воопшто не е ни најбитното прашање. Најбитното прашање е читање лектира. Учениците се многу вешти, воопшто не се за подценување. Децата се многу итри во денешно време, и ако им се бара да одговорат на прашањата, тие лесно на интернет ќе најдат и прераскажани, и си додаваат, и си
Значи, некако да се соберат и да се види на вистина како тие читаат и како разбираат, дали тоа читање има ефект. Дури некогаш има и такви ученици што секај си завршат задача, па ништо нема да разберат од книгата, а се одлични ученици. Исто така она наша стара македонска, да се оди на летување со книга на плажа, па ако прочиташ 10 страници ќе добиеш сладолед, мислам, тоа е погубно. Тоа е погубно. Сакав нешто да се да се надоврзам тука. Целиот систем на образование, јас би го зела во Македонија, бара реформа, мислам. Да. Тоа беше едно од прашањата. Повелете, добро што го отворивте. Целиот систем на образование бара реформа. Што е добро, што треба да се промени? Да се научат децата да мислат, не да усвојуваат знаења како факти кои што може да ги проверат на интернет во секое. Тоа учење на памет, што би се рекло. Значи, според мене, во денешно време многу е потешко да поставите релација помеѓу А и Б, отколку да кажете што е А, што е Б. Да ја разберете таа. Значи, многу е тешко таа релација да ја направите. Многу малце умови имаме во Македонија што знаат аналитички да мислат. Што да, нели, па од тука произлегува и критичкото и самостојното мислење. Ние учиме факти за одредени предмети што овде ги крстив, нели, А и Б. Ние можеме да изрецитираме се за, да речеме, ми паѓа на памет едно од лектирните изданија во второ одделение на Оливера Николовска Зоки Поки, сите го знаеме, и ништо да не можеме да кажеме што нас не допира Зоки Поки, или дали воопшто не допира, или дали воопшто треба да биде во 21 век лектира Зоки Поки, и дали во второ одделение. Значи, тоа е книга јас што сум ја читала 15 пати. Прашање е дали нашите деца сакаат да читаат таа книга. Мислам дека сакаат, затоа и предложена. Меѓутоа, ние не знаеме да кажеме, никој не верувам од наставниците не прашал, Зоки Поки си играл на улица и си имал другарка пред зграда и тука се случувале работи во лифт. Каде ви се случуваат? Во влез, каде ви се случуваат вас работите? Дали они играат во влез? Дали имаат соседка која што нели е како сестричка што живеат и дали така се одвиваат денешните релации. И да речеме, се стремиме ли ние кон свет кој ќе биде поинаков или сакаме да го вратиме овој други свет што порано бил присутен. И тоа на часови го немате. Немате нешто што децата ќе ги допре вистински. Не го имаме, нели? Зоки Поки е дете од 5, 6, 3, колку години беше, балаво, умно, интелигентно и тоа ќе го повториме како папагали и ќе завршиме работа. Да, не се потекнува размислувањето, ако добро ја сватим. Елзасар, ваш став околу нешто промената што е добро во образовниот систем, што може би треба да се... Тоа е сериозно прашање. Говориме за списокот на лектири. Морам да истакнам дека во однос на застапеноста на македонски автори, овој список покажува едно поголемо разбирање од претходните списоци. Но дали е доволно? И треба ли повеќе да има застапеност на македонски автори? Па ќе ви речам, квантитетот не е битен. И јас би била среќна по еден од тие сериозно да се прочитаат барем како што треба во секој одделение. Лично би ги смалила барем само на 3 дела, ама да се читаат целата година и да се разговара за тие 3 дела. И тие 3 дела да знам дека целото одделение ги прочитало, ги разбрало и сме си размениле мислења. А не, ние овде на списокот, пак ќе се вратам на мојата прва реченица, секој родител би бил задоволен. Леле, колку многу убави книги има, светска класика, се има македонски. Кој дете од овие сите книги ќе ги прочита? Дали вие ги имате прочитано сите книги? Да, точно. Јас сигурно, јас како професионалец веќе имам некои 2-3 што знам дека се уште добро има некој нови наслов. Меѓутоа, од аспект на застапеност на македонски автори, овој список дава една солидна вака надеж дека и понатаму ќе се води сметка барем и генерациите да се менуваат. Не само класиците, да, класиците, Стале Подгорец, Оливера Николова, Горијан Петровски, тие си остануваат, ама еве влегуваат и некои нови. Влегуваат Оливера Ќорезировска, Славка Манева, Билјана Станковска, влегуваат Васил Мукаетов од класиците. Значи,
сега се тие, за 5 години ајде да смениме, да видиме дали им се допаднаат тие на децата. Ако тие гласа... Јас одма на крајот на оваа година би направила... За 5 години, ама секоја година да се... Секоја генерација да остави печат. Како се прави евалуација на... Знаете, тоа е генерално едно прашање кое што навлегува во секој предмет, независно дали е во секоја содржина, дали е тоа лектира, дали е тоа физика, дали е хемија, колку на децата им треба како основно поидовно базично знаење за да се надградуваат понатаму секој во своите професии и колку од тоа што е научено е вистински научено. Тоа е многу важно, тоа е многу важно прашање. Значи, јас предавам и на универзитет, предавам и, еве, имав контакти во средно училиште и гледам дека, да речеме, дури и 4-та година студенти на универзитетско образование кои што избрале литература и јазик, не знаат да поврзат работи, ќе изрецитираат тоа што треба да изрецитираат, но суштината изоставуваат во тој контекст. И јас сум правела така, сум читала на часови книги, нели на вежби, за да барем во оној минимален дел секој од студентите го осети, го почувствува нели делото кое што е предмет на интерес. И верувам дека сепак треба да се прави некоја градација помеѓу интересите на учениците. Оние што се посебно заинтересирани за хуманистички науки да имаат некои часови кои ќе бидат дополнителни, ама минимумот да биде одреден за сите. Како за физика, така и за книжевност, така и за математика. Не мораме сите да знаеме интеграли и не знам што беше по математика. Ама да знаеме да собираме и да одземаме. Пред крај, морам да го поставам прашањето, нешто што, еве, барем мене често го запазувам моментот и ме иритира, ако може така да кажем, особено во јавноста. И доволно сте компетентни. Колку го негуваме македонскиот јазик? Па, очигледно, недоволно го негуваме, затоа што дозволуваме секаде да ни се протнат англиските, американските културни образци и особено се гледа кај младата популација. Младата популација, бидејќи се многу поатрактивни, дури еве и книжевните изданија, ако веќе во се уште јас сепак сакам да останам во сферата на книжевноста. И книжевните изданија на англиски јазик дури им се попривлечни, дури младите наши сакаат и аудиокниги да си слушаат на англиски јазик, си го слушуваат англискиот, а забораваат на македонскиот. Имаше во дискусиите, се сеќавам, некои реагираа родители зошто Итар пео, зошто Итар пеовштина. Па ако воопшто не ја сретнат Итар, ако не го сретнат јазикот на Итар пео, децата наши ќе останат сиромашни за еден голем фонд на архаизми кои ќе се заборават. Апсолутно. Следните генерации нема да ги употребуваат тие архаизми што ние сме ги работеле. Така што тој аспект ја поздравувам, ама пак ќе речам, може би тие такви книги во редовна програма, а лектирата уживање со книга. Знаете зошто го поставив прашањето? Неспорно е дека да, младите треба, нели, модерно е да се учат странските јазици, меѓутоа и неопходно. Меѓутоа, мојот личен впечаток е дека тоа не треба да биде на сметка на македонскиот јазик, бидејќи често сум се нашла во ситуации во неформални разговори каде што родители на мали деца, дури од предучилишна возраст, па ете тие прво-второ оделенија, каде што велат дека нивните деца знаат да кажат одреден збор или реченица на англиски јазик, а не знаат тоа да го срочат и да го кажат на македонски јазик. И тоа се чести случаи погубно, мислам дека... Да, глобализацијата за жал си прави, нели, и негативни ефекти, нема само позитивни ефекти. Една од тие негативни ефекти е опасноста на исчезнување на малите јазици. Меѓутоа, да бидеме реални, секој родител што си го гледа своето дете како иден просперитетен професионалец,
нема да дозволи да не го учи странскиот јазик, еден и два. Еден или два или три во денешно време. Тргнете секој од себе, кога би имале дете, дали би го пратиле во училишта за странски јазици. Сега, нашите генерации беа фрустрирани, нема многу контакти со јазик, тешко учевме јазик. Тие што знае јазик автоматски им беа осигурани кариерите, нели, немаше проблем, затоа што беа ретки. Во денешно време се знаат англиски јазик. Така што, веројатно, сосема логично и, да не речам природно, се случува таа фузија на јазици. Јас дома син ми е програмер, информатичар, кога зборува, ја шпански не знам, германски исто така уште помалку, нели, велам обично како шпански да ми зборува, јас ништо не го разбирам. Ама тоа се тие термини што се сегде во светот заеднички. И не знам како би го решиле тој проблем. Тие речници се надополнуваат со... Како би го решиле проблемот на универзалниот компјутерски јазик или више како се вели тоа? Апропо, и таа информатичка или технолошка или екзактна наука, мислам дека сериозно станува свесна дека хуманистичките науки се неопходни, а хуманистичките науки ја имаат најубавата можност да ги задржат разликите меѓу различните култури. Разликите на различните култури се градат и се одржуваат и се негуваат системски, не само со лектирање, со сите сфери на образование, на култура. Ако детето има поубави културни содржини во библиотеката до себе или на плоштад во град или во книжарницата до себе, нема во интернетот секојаш да баре и нема секојаш да биде одушевено од американски. Јас мислам ова е преоптимистично. Јас сум секогаш оптимистична ако се работи сериозно, системски, со добра поддршка, со добра стратегија и ако тоа навистина долгорочно се свати како такво. А ако си ги испуштиме рацете и речеме епа така е глобализацијата, тоа го наметнува, пред се во ниједна европска држава не може толку многу странски јазик да оди на програмите на телевизијата. Секаде се преведуваат, се синхронизираат на јазиците во кои луѓето живеат и јазиците што ги употребуваат. Така. Тука се наметнува прашањето што тој јазик може да направи за да го подрие македонскиот. Не значи дека... Затоа велам, македонскиот јазик се сочувува со негување и читање, творење, работење, создавање културни вредности на македонски јазик. Во денешно време паралелно и на албански јазик. Но, исто така и за културата, за лектирата, и тоа не го кажавте. Во бирото понуди 3 паралелни или 4 и српски и албански списоци. Тука проникнувањето меѓу македонските, албанските и српските автори е исто сериозна тема која сериозно треба да и се работи веројатно на тоа. Но се е тоа работа во прогрес што велат англичани. Јазикот се развива, исто не е истиот јазик што жива материја говореле во 50-тите години и натака. Значи како што сме го развивале јазикот во некоја насока во нашите генерации, така и идните генерации ќе го развиваат јазикот во онаа насока во која што тие сакаат. И ова е една одлична тема. Здравје Боже, повторно ќе ве имаме во студиото. Јас навистина уживав во разговоров. Секако ќе ви се заблагодариме за одвоеното време и за вашето гостување. Ни беше драго да допреме на ваква тема. Чаловски ни алармираат дека апсолутно да. Благодариме. Малку и тајмингот, секако. Останете со Еден ТВ, следува забавниот дел, а потоа и колегата Сашо Ордановски го презема студиото. Довидување.